Александар, јас, целата наша екипа и воопшто јавноста се уште сме под силно влијание она што се случи неодамна, односно грозоморното убиство на млада жена и незиниот родител, а потоа резултираше и со самоубиство од страна на убиецот. И добро прашање до кога ќе ни се случува се ова, со оглед на тоа дека во регионот имаше еден таков грозоморен случај, кој што просто не остава мирни, барем ние како медиуми, да направиме нешто за да можеме да ги поттикнеме надлежните да се почитуваат законите, бидејќи закони кај нас има. Но што се пропишуваат, односно во која мера сме заштитени? Што кога закони постојат и се постапува по закон, односно се пријавува и на крај повторно нема никаква реакција или каде затајува системот, ќе провери нашата колешка Верица Блажевска, која утрово е со нас и која што ќе зборува со луѓе кои што вообичаено нудат бесплатна правна помош токму за жртвите на семејно насилство. Верче, добро ти утро. Јована, добро утро, поздрав до тебе и Александар и поздрав до гледачите кои ја следат утринската програма на телевизија Сител. Јас сакам Македонија изминативе денови да не вознемири убиството во Велес, кое што всушност е фемицид, а во последниве години се случуваат безброј такви убиства на кои што отпосле ќе излезе дека им претходело години, месеци проблеми со семејно насилство. Жртвите биле претходно жртви на семејно насилство, безброј пати пријавувале, дел од нив не се охрабрувале, дел се охрабрувале, меѓутоа повторно, како што каже и ти, веројатно некаде некој или институциите затајувале. Што се случува? Кои се причините за толку високите бројки на семејно насилство во земјава? Кои се причините за бројни фемициди изминативе години? Што е она што се случува? Каква помош и поддршка нудат бројни здружени и организации? Колку помагаат институциите? Каде затајуваат? Што кажуваат законите? Ке позборуваме со Стојан Мишев, овде од Сдруженијето ЕСА при Центарот за бесплатна правна помош на жртви на семејно насилство. Стојан, имаме многу за зборување, меѓутоа ќе поставам едно, можеби наведум просто прашање, меѓутоа сметам дека е многу важно. Зошто умре Росица? Кој или што е виновен, каде погрешивме? За жал, смртта на Росица се должи на семејното насилство, кое е едно од најсуровите форми на насилство врз жените и кое е доста застапено во нашата држава, но исто така е резултат на неможноста на системот да ја заштити. Систем за заштита кој формално правно е воспоставено 2004 година, значи годинава повеќе од 20 години веќе како семејното насилство е законски регулирано во државата, односно актите на семејно насилство се инкриминирани, тоа представува кривично, представуваат кривични дела, значи предвидени се затворски казни за сторителите на семејно насилство и истовремено систем за поддршка на жртвите во смисла на мерки за заштита, услуги за специјализирани услуги за поддршка на жртвите. Меѓутоа поразително е тоа што 20 години после воспоставувањето на овој систем кон семејното насилство, ние се уште се соочуваме или се уште не се надминати одредени системски проблеми кои невозможуваат жените да бидат заштитени од актите на насилство. И како резултат на таквиот пристап и ескалирањето на самото насилство, мислам често пати завршува и со фатални последици, како што е случајот со Росица. Како граѓанска организација, индивидуално, меѓутоа и заедно со другите граѓански организации, апелираме континуирано дека е потребно да бидат надминати овие системски недостатоци, зборуваме за недоволна едукација на практичарите од институциите, се уште недоволна информираност во јавноста, недоволна координација помеѓу полицијата, центрите за социјална работа, обвинителства, судови, здравствени установи и другите институции кои што се вклучени во системот за заштита, блага казнена политика кон сторителите на семејно насилство. Кога зборуваме за конкретниот случај, генерално кога зборуваме за кривично правната заштита на семејно насилство, значајно е да се напоменат неколку аспекти. Прво, треба да информираме јавноста за тоа дека семејното насилство кај нас се третира како посебен вид на криминалитет, а од 2023 година и другите форми на родово базирано насилство врз жените се исто така се третираат на истиот начин, односно кај нас се препознава дека станува збор за сериозен општествен проблем, зборувам на ниво на правна рамка. Се
се зема предвид дека тоа е наследство кое непропорционално ги погодува жените, се земаат предвид отежнителните околности, во смисла дека тоа е наследство кое што се случува за затворените врати на домот, каде што сите треба да бидеме најсигурни, дека тоа е наследство кое што се случува индиректно или директно во присуство на децата, дека жените во таа ситуација се наоѓаат се особено ранливи, и како резултат на тоа предвидена е построга казнена политика, односно актите на семејно наследство и на наследство врз жени се казнуваат построго, односно предвидени се затворски казни. Она што недостасува е доследната примена на законот во пракса, во смисла дека иако законски се предвидени построги казни, во смисла дека ако е телесна повреда како резултат на семејно наследство или наследство врз жени, казната е повисока отколку телесна повреда која што би се случила помеѓу некој на улица. Ако е тешка телесна повреда, загрозува и на сигурноста, присилба, значи сите форми на семејно наследство се регулирани: физичко, психолошко, економско, сексуално наследство. Меѓутоа во пракса се занемаруваат отежнителните околности, се занемаруваат ризик факторите кога зборуваме за наследство врз жени. Она на што треба да се посвети особено внимание е спроведувањето на проценката на ризик, значи треба да има една ефективна проценка на ризик и изрекување на предвидената казнена политика кон сторителите, затоа што во последните 20 години судовите кај нас, за жал, изрекуваат во главном условни осуди кога зборуваме за семејното наследство. Кога зборуваме за пријавување на насилството, вообичаено жртвите се обраќаат во центрите за социјална работа и во полиција, и двете институции имаат законска обврска за спроведување на проценка на ризик, во смисла да утврдат дали постојат одредени околности кои укажуваат на тоа дека насилството може да се повтори, дека е загрозено здравјето на жената, нејзиниот живот или здравјето на децата и нејзините блиски. Она што недостасува во моментот е комуникација помеѓу полицијата и центрите за социјална работа во раната фаза на проценка на ризик. Иако двете институции индивидуално ја спроведуваат, нивната обврска за заеднички формирање на така наречени мултисекторски тимови настанува во ситуација кога веќе е утврден висок ризик, или во ситуација кога е изречена итна мерка која во исклучива надлежност на полиција, во смисла дека сторителот за останат од домот и забрането е да се приближува до домот. Меѓутоа не е предвидена обврска законска за нивно комуницирање во рана фаза. И она што исто така недостасува е размена на информации со обвинителствата и судовите, кој е и tekako битно од аспект дека обвинителот и судот во понатамошната кривична постапка треба да имаат сознанија дали станува збор за случај кај што постои висок ризик од повторување на насилството, во насока на определување на мерки кои ќе заштитат жртвата, како што е притвор за сторителот на семејно насилство, или на ниво на судска постапка изрекување на ефективна казна затвор наместо условна осуда. Она што загрижува е примената на оваа блага, велам, казнена политика, затоа што генерално, дури ако зборуваме за институтот облажување на казната, тоа е институт кој треба да се применува во исклучителни ситуации, и за да има облажување на казната треба да се земат предвид природата на самото кривично дело и последиците кои настанале од делото. Ако зборуваме за семејно наследство, тогаш мораме да нагласиме дека не станува збор дека во судската постапка се одлучува за последниот инцидент или последниот изолиран случај во кој што жената била нападната. Меѓутоа, не се зема предвид тоа дека станува збор за наследство кое континуирано таа жена го трпела повеќе години. Сега не зборам само за Росица, кога велам жена, генерализирам, зборам за сите жени што трпат семејно наследство во државата, и од тој аспект не можеме да го третираме со условни осуди. Фактот дека насилството се случува во домот, фактот дека насилството се случува директно или индиректно пред самите деца, дека жената е во посебно ранлива ситуација, дека нема кој да ја заштити, тие околности треба да бидат земени во предвид и треба да се ефектуира предвидената казнена политика. Кај нас, за жал, има некако занемарување и на ниво на пријавување, кога се прави проценката на ризик, не од аспект дека не се спроведува проценка на ризик, туку повеќе од аспект како се разбира, односно која е перцепцијата на практичарите за значењето на проценката на ризик. Што недостасува? Она што недостасува е дека тоа треба да биде континуиран процес. Кога зборуваме за наследство врз жени и семејно наследство, не е доволно еднаш да седнеме и да ги пополниме образците или прашалниците, формуларите за проценка на ризик, туку тоа треба континуирано
Затоа што постојат одредени фактори, како што е, например, напуштањето на насилникот, разводот на бракот, понатаму кога доаѓа моментот да се доверат децата кај едниот родител, вообичаено се кај мајката, започнувањето на нова врска со нов партнер, исто така. Значи постојат фактори и околности кои можат да делуваат да се зголеми ризикот и да ескалира насилството, иако они се веќе физички раздвоени, односно жената ја има напуштено таа насилна заедница, па дури ако е во бракот е веќе разведен, тоа не е гаранција дека таа ќе биде заштитена. И од тој аспект, она што е потребно да се посвети особено внимание е по пријавувањето на насилството, најпрво ефективно да се спроведат законски предвидените мерки за заштита на жените од повторна ревиктимизација во самите институции, во смисла барем да и се овозможи дека ќе има можност во посебна просторија на само со лицето кај што стручното лице кај што се пријавува насилството да се изврши тој разговор за да се добиат што по детални информации околу самото насилство кое што го трпи. Понатаму треба да се посвети внимание на начинот на спроведување на проценка на ризик, да се свати како една суштинска алатка од која ќе зависи преземањето на понатамошните дејства за справување со ризикот и заштита на жртвите, континуирано да спроведува и да се воспостави соработка помеѓу центрите за социјална работа и полиција во рана фаза, значи уште од почеток, да не се случи во пракса една иста жена два пати да пополнува формулари за проценка на ризики во центар социјална и во полиција, туку тоа треба да биде интегриран одговор кај што тие ќе имаат можност заедно да го разгледаат случајот. Исто така треба да има комуникација и размена на информации помеѓу со обвинителството, особено и со основните судови. Со обвинителството е потребно за заеднување на соработката помеѓу полиција и во обвинителство и во самата кривична постапка, затоа што сега искуството на практичарите од полиција покажува дека за жал обвинителите не се доволно склучени во фазата на истрага. Полицијата е таа која што го документира случајот, полицијата е таа која што ги обезбедува доказите и полицијата која што ја поднесува кривичната пријава до обвинителство. И според законскиот мандат на полиција и според воспоставената пракса, кога зборуваме за постапувањето на полиција, нивната работа, според нивно разбирање, е завршена до моментот на поднесување на таа кривична пријава до јавното обвинителство. Затоа е неопходно вклучување на јавното обвинителство во фазата на истрага, односно во почетна фаза кога се собираат доказите и да се заедне соработката повеќе со самата полиција, особено земајќи предвид дека голем дел на кривични пријави поднесени од полицијата се отфрлени од јавното обвинителство поради немање на елементи на кривичното дело. Таков е случај со кривичното дело кое е најзастапено, телесната повреда. Меѓутоа, таков е случајот и со кривични дела кои што го регулираат психолошкото насилство, па и економското насилство, како што е кривичното дело присилба. Според достапните податоци кои сме имале можност да ги видиме, за жал, во последните неколку години има огромна стапка на отфрлање на кривични пријави за кривичното дело присилба, кое што во суштина го регулира психолошко насилство, кое што е најзастапена форма на семено насилство и генерално на насилство вржени во државата. Затоа е неопходно подобрување не само на целокупната кривично правна заштита, до се зборував за што е тоа што треба да биде унапредено на ниво на кривична постапка согласно природата на случајот и епилогот. Меѓутоа станува збор за многу комплексен проблем кој што е законски регулиран 20 години, меѓутоа во истите 20 години имаме еден континуиран тренд на висока застапеност на семено насилство во државата. Ние зборуваме за жените кои што го пријавиле насилството, со што се соочуваат, меѓутоа мора да бидеме свесни дека огромен број на жени, поголемиот дел на жени воопшто не се осудуваат, не се охрабруваат да го пријават насилството во институциите и остануваат зад затворените врати на домот да продолжуваат да трпат насилство. Иако бројките во последниот период велат дека се повеќе жени се охрабруваат, меѓутоа сепак дел во контекст на ова што го кажавте, се уште не се охрабруваат да пријават семено насилство. Сепак во неформален разговор ни кажавте фрапантни бројки за тоа на дневна основа по колку пријави стигнуваат во Министерството за внатрешни работи за семено насилство. 2024 имаме намалување, меѓутоа во 2023 година повеќе од 15, мислам дека беше просекот 17 случаи дневно, 17 жени дневно се обраќаат во полиција, пријавуваат семено насилство и тоа е огромна бројка.
Зошто не се охрабруваат дел од жените да пријават семејно Па како да ви кажам, за жал, иако е 20 години законско регулирано, одделни форми на семејното насилство, како што се психолошкото, економското, сексуалното насилство, се уште не се препознаваат. Досегашните напори на државата на полето на превенција, односно информирање на јавноста за тоа што представува насилството врз жените, што представува семејното насилство, каде може да се обратат жените за помош и поддршка, се далеку од доволни. И од тој аспект потребно да се интензивираат напорите на две нивоа кога зборуваме за превенцијата. Едното е потребно спроведување на меѓутоа континуирано сеопфатна национална кампања да се информираат населението. Не е доволно да кажеме дека семејното насилство го сочинуваат физичкото, психолошкото, сексуално, економско насилство, туку треба да се објаснат актите на психолошкото насилство. Претерената љубомора и посесивност, контролирањето на контактите со блиските, со роднините, со пријателите, располагањето со финансиските средства во домот е исто така форма на економско насилство, не покрај нели класичната забрана да работи. Оптеретувањето на жената во смисла таа која што ги покрива сите режитски трошоци и трошоците за храна, практично оставајќи ја без дополнителни финансиски средства во текот на месецот, исто така е форма на економско насилство кој што е се повеќе застапено. Меѓутоа, потребно е да се работи на подигање на свеста, потребно е да се работи на зголемување на обемот на услуги за самите жртви. Ние имаме на национално ниво имаме, можеби во Скопје ситуацијата е поповолна, меѓутоа не е добра од аспект, меѓутоа во други краеви имаме кај што има недостаток на специјализирани услуги во смисла на психолошки советувалишта, центри за згрижување на жртвите. Економското јактење треба да оди паралелно. Она што кај нас во моментот како генерален заклучок можеме за жал да го констатираме е дека ниту жените што претрпеле семејно насилство се ефективно заштитени од актите на насилство, како што е впрочем и овој случај е доказ за тоа, ниту пак жените ја добиваат потребната помош и поддршка за да ги решат или за да ги задоволат приоритетните екзистенцијални проблеми со кои што се соочуваат по разводот на бракот или по разделбата, а тоа е домувањето, обезбедувањето на доволно финансиски средства или приходи за обезбедување на соодветни услови за живот за себе и за децата. Понатаму проблемот со досудувањето на издршката, затоа што во пракса досудената издршка не е висината на издршката не е во согласност со потребите на жените, меѓутоа истовремено само 30% нашите истражувања покажуваат дека само 30% од жените што претрпеле семејно насилство ја добиваат навремено и во целиот износ во кој што е досудено од страна на судот, додека 70% од нив се соочуваат со ненавремено, нецелосно или воопшто не ја добиваат досудената издршка. Овие екзистенцијални проблеми се битни за тие да може да продолжат самостоен живот после разводот на бракот и разделбата. Станува збор за ситуација каде што најчесто жените се тие кои што ја преземаат обврската за грижата за чување и воспитување на самите деца, а истовремено се оставени во една безфинансиска поддршка од страна на државата, ниту се обезбедени соодветни можности за нивно економско јактење, затоа што постоечките се неадекватни од аспект на пристап и од аспект на тоа колка број на жени на вистина им помогнале. На ниво на систем за заштита, она што е потребно да се промовира повеќе, тоа се привремените мерки за заштита од насилство врз жени и семејно насилство. Во случајот на Росица бевме сведоци дека такви привремени мерки, тоа се мерките забрана за приближување, забрана за контактирање, забрана да ја контактира или комуницира на било кој начин со неа, биле изречени, меѓутоа сторителот не ги почитувал. И во оваа прилика мислам дека е добро да ја нагласиме потребата за преземање на мерки, меѓутоа ефективно мерки кон сторителите кои не ги почитуваат привремените мерки за заштита, затоа што државата треба да има посебен пристап и да ги приоритизира случаите каде што одделни сторители на насилство врз жени или семејно насилство не ги почитуваат судските одлуки, било тоа да било условна осуда како во овој случај, било тоа да било граѓанско решение за привремени мерки за заштита, и во таа ситуација мора обвинителството да поднесе и да ги процесуира кривичните постапки за непочитување на судска одлука
одлука, меѓутоа тоа треба да биде битно е да се приоритизираат воопшто кога станува збор за судски предмети за наследство, вржени и семејно наследство. Она што е различно од другиот вид на криминал кој што го третираме е дека овде треба да им се даде приоритет на овие предмети. Не треба да се губи време, затоа што земејќи го предвид ризикот кој што постои по таа жртва, иако се води кривична постапка, иако биле изречени мерки. Во таа насока потребно е да се зајагне соработката помеѓу сите институции, центри за социјална работа, полиција, и она што е потребно да се посвети особено внимание е повикување на одговорност на јавните обвинителства и зајакнување на нивните капацитети и улогата која што тие имаат во целокупниот систем на заштита. И од аспект на процесуирање на кривичните дела и од аспект на реагирање во кога не се почитуваат граѓанските привремени мерки за заштита. Така, имаме уште многу да зборуваме на тема, уште многу прашања и да добиеме уште многу одговори. Верувам дека во некоја следна прилика, не знам уште колку време имаме, може би уште една минута, а само на крајот да кажеме на кој начин може ЕСА да им помогне на жртвите на семејно наследство. Повеќе од 20 години обезбедуваме директна поддршка за жените што претрпеле семејно наследство. Од 2002 година во рамки на Сдруженијето постои Центар за правна помош, каде што обезбедуваме правни совети и судско застапување за жените што претрпеле семејно наследство, како и психолошко советување. Дали можам бројот да го... Може секако, за да може да ви се обратите кој што имаат 02-3117-866, значи 3117-866 е телефонскиот број на кој може да ни се обратите. Покрај тоа што обезбедуваме директна поддршка за жените што претрпеле семејно наследство, континуирано ги консултираме за тоа кои се нивните специфични потреби до пристапот до правда. Во последните години прашање на кои што работиме заедно со жените се колкави се трошоците со кои тие се соочуваат како резултат на семејното наследство, што се случува со издршката, односно на ниво на судска постапка и плаќањето на издршката и генерално користењето на правото на бесплатна правна помош или ослободување од плаќање на трошоци, и работиме со практичарите од институциите како што се полиција, центри за социјална работа, судови, граѓански организации во насока на јакне и на нивните капацитети за да може да одговорат на потребите на жртвите. Вклучени сме во процесите на донесување за закони, политики, стратегии и континуирано бараме решавање на сите овие системски проблеми, но и специфични прашања за кои што разговаравме денес. Стојан, благодарам многу за овој информативен, корисен и до некаде би рекла и превентивен разговор. Се надевам дека ќе се видиме во некоја следна прилика, затоа што имаме уште многу да зборуваме. Рековме дека ова е една навистина комплексна тема и веројатно првото прашање зошто не се случи Росица е многу комплексно, има многу одговори, меѓутоа колеги се надевам дека дадовме барем одговор на прашањето што понатаму во контекст на тоа како и на кој начин би требало институциите да работат во следниот период. Така е, Верче, сите имаме обврска да не молчиме пред ова што се случи и што вознемири мал збор, да кажеме, нели, јавноста со оглед на тоа дека е една трагедија буквално за еден така всушност 3 животи, еве, кога ќе видиш, и затоа ти благодарам за овој разговор и ќе продолжиме на истата тема и во други изданија за да правиме макар некој медиумски притисок за да нештата бидат подобри. Да, со внимание го слушавме овој разговор и ние овде во студиото, претпоставам дека и нашите уважени гледачи. И како што каже Јована еднаш да сите ние колективно, не само медиумските работници, не само судската власт, не само полицијата, имаме обврска да направиме подобро општество, а за жал ние сме сведоци на тоа дека кога ќе затаат институциите, а затајуваат и медиумите, тоа е исто факт, во борба за комерцијална програма, во борба за нешто што е погледливо, кога ќе затаиме сите ние, тогаш се случуваат работи кои што случуваат, а за жал во Македонија се почесто тоа не се случува, затоа мораме да ја кренеме оваа будност и свесност сите како граѓани, и како единки, но и како колективи, како судска, извршна власт, медиуми, образование, исто многу важно, така што ние со Јована ќе останеме посветени на овие теми и во наредниот период.